Председателот на владата на Република Македонија Зоран Заев во рамките на активностите на Генералното собрание на Обединетите нации во Њу Јорк оствари билатерална средба со еврокомесарот за проширување Јоханес Хан. На средбата, како што соопштуваат од владината прес-служба, Хан му порачал на премиерот Заев Македонија да продолжи со започнатите реформи. Тој ги оценил иницијативите на владата за добрососедство и регионална соработка како корисни во процесот на интегрирање на целиот Западен Балкан во евроатлантските интеграции. Премиерот Заев соопшти дека владата на Македонија е активно фокусирана на реализација на реформскиот план 369 и на потребните активности за остварување на стратешките евроатлантски цели на државата. Нашата цел е да создадеме услови за квалитетен живот на граѓаните на Македонија и за евроатлантските интеграции. Работиме напорно, инклузивно, вклучувајќи и граѓаните, граѓанските организации и политичките партии. Ги зацврстуваме постоечките пријателства и градиме нови со државите од соседството и на меѓународен план. Со право очекуваме исчекор во европските интеграции на есен преку тргање на условеноста на препораката, а потоа и датум за преговори. Паралелно сметаме дека ги исполнуваме потребните услови за интеграцијата во НАТО, истакнал Заев на средбата со еврокомесарот Хан. Исто така председателот на владата и еврокомесарот разговарали за отворените можности за напредок на Македонија на економски план преку зголемениот интерес на домашните и странските инвеститори и придонесот што ќе го имаат отворени евроатлантски перспективи за економскиот развој на државата. По средбата со Хан, премиерот Заев заедно со премиерите и председателите од Западен Балкан остварија средба со шефицата на европската дипломатија Федерика Могерини. Уште еднаш е потврдена јасната поддршка на Европската унија за проширување на Западен Балкан. Европската унија продолжува со поддршката на сите партнери за остварување на реалните цели, за да биде напредокот неповратен до крајот на овој мандат на лидерите на унијата. Лидерите од Западен Балкан, меѓу кои и македонскиот премиер, ги потврдиле нивните напори за работа на реформите во делот на правдата, владеењето на правото, основните права, регионалната соработка и односите во соседството. Активностите во Њу Јорк премиерот Заев денеска ги продолжува со билатерална средба со премиерот на Белгија, Чарлс Мишел, како и на приемот по повод кандидатурата на Германија во Советот за безбедност на Обединетите нации за периодот 2019-2020 година, што во име на канцеларката Меркел го приредува заменик канцеларот и министер за надворешни работи на Сојузна република Германија, Сигмар Габриел. Во текот на денот од владината прес-служба информираат дека се предвидени и други средби и разговори со влијателни гости на Генералното собрание на Обединетите нации, како и со американски политичари и think tank експерти од сферата на надворешните политики и меѓународните односи на САД.